почитувани представници на медиумите, на јавност. Се уште е свеж отчетот на министерот за локална самоуправа Златко Перински за парите што ги обезбеди владата за проекти за општините. Вкупната инвестиција од првиот и вториот јавен повик е околу 20 милиарди денари, што представува досега најголема распределба на јавни средства за поддршка на локалниот развој. 20 милиарди денари се 325 милиони евра и навистина звучи многу за македонски услови. Но друг министер призна дека при реализацијата на проектите бројките не се ни близу толкави. До сега се платени 6 милиони евра, Тоа што не е значи малку, работата. министерки? Само 6 милиони? Со оглед на тоа дека имавме зимски период, не. Зимата помина и пролетта, дојде јули, а ние се обидовме самите да провериме колку пари се потрошени од 325 милиони евра што владата се фали дека ги обезбедила за општините. По првиот повик на владата, кон крајот на 2024 година, на општина Егуновци биле одобрени 390.000 евра за 4 инфраструктурни проекти, најмногу локални патишта. Еден од нив ги поврзува селата Туденце и Сиричино. Изградбата е во целост завршена, а процедурата траела околу 7 месеци. Но оваа општина нема повлечено ниту денар од владините пари. Градоначалникот вели дека пракса на општината е да плаќа откако ќе се заврши нарачаната работа. Еве тоа се случи пред една недела од сега, кога се заврши патот, ние ги испратиме фактурите, подпишани, следени се од надзорот и еве денеска се слуштав со Министерството на транспорт и врски, више налогот е пуштен во Министерство финансија, кај што очекувам дека за ден, два, три максимум бидат исплатени. Зошто тоа не се направило досега? Димитар Костадиновски вели, затоа што им недостасува капацитет на фирмите да ги завршуваат проектите навремено. Повикот за 25-та ние имаме 3 пати повеќе средства, односно 1.200.000 евра средства кои се на слагање на општина Егуновци, односно 15 проекти аплицирани. И исто мислим дека тешко ќе биде за реализација од причина што фирмите, односно изредувачите, немаат капацитет тоа да го завршат, ама се надевам дека ние како институција, како општина, заедно со администрацијата, заедно со Советот, пристапуваме кон решавање нашите надежности, нашите обврски, за да бидеме завршени, а по завршување на самата поставка, фирмата изредувач, верувам дека ќе правиме напори, разговори, притисоци да што побрзо ги заврши и на некој начин биде проектот завршен и самата фирма биде исплатена и на некој начин средствата биде реализирани и граѓаните, што е најбитно, ги почувствуваат овие проекти и бенефити кои ги дава владата заедно со општината. До сознанието дека Егуновце нема потрошено ниту денар од првиот владин повик, дојдовме од како ги прашавме сите 80 општини во земјава. Колку пари реализирале од првичните вкупно 75 милиони евра за проекти. Од тие што добија пари, ни одговорија 33 локални самоуправи. Од добиените одговори може да се види дека покрај општина Егуновце 0% од парите потрошиле и Чучер Сандево, Центар Жупа, Центар, Маврово Ростуше, Липково, Кичево, Виница, Боговиње и Богданци. Од поголемите општини, Куманово има реализација од 6%, Ѓорче Петров 8,5%, Штип 8,9%, Битола 14,9%, Аеродром 24,9%, Киселавода 32,1%. Дека потрошиле 100% од парите доделени од државата, тврдат Новаци, Градско и Вевчани. Па го посетивме Градско, барајќи одговор пред се на едно прашање: како успеле да ги потрошат сите пари за разлика од други локални самоуправи? Предноста наша беше тоа што имавме ние готови проекти веќе изработено, самиот повик ни дојде како еден вид добре дојде на целата ситуација, аплициравме веднаш, средствата ни беа доделени, некаде започнавме со изградба на самата улица, како да кажам, свечено на денот на општината на 16 декември, сакавме да го обележиме денот со почеток на работна активност, а завршните активности беа на 5 март. Проектот за кој говори Нацков е улицата 8 септември. Долга е 2,2 километри, а со средства од првиот повик обновени се 620 метри. Владата ни обезбеди финансиски средства во висина од 8,5 милиони денари, ние дополнивме со уште 2,5 милиони денари од нашиот собствен буџет и некаде се вкупно инвестицијата чинеше околу 11,3 милиони денари. Значи, знаете дека финансиските средства кои што ни ги додели владата се однесува по глава на жител.
Тоа значи завршена работа за нецели 4 месеци, но со задршка дека сепак се работи за еден и помал проект. На вториот повик повторно аплицирале со само еден проект – изградба на едносменско училиште. Проектот е прифатен и ќе чини 26 милиони денари. А градоначалникот и во овој случај е оптимист. Очекувам набрзо да бидеме повикани да го потпишеме договорот и да започнеме веднаш со работа и ако можеме, здравје Боже, од второ полугодие сите деца да ги учат во една смена. Од преписката со општините, дојдовме и до одговорот на прашањето кое си го поставувавме на почетокот на оваа сторија. На општините од кои ни стигна одговор, при првиот повик во ноември лани им биле доделени вкупно 30 милиони и 30.000 евра. 7 месеци подоцна или до крајот на јуни годинава, истите општини успеле да повлечат само 5 милиони и 10.000 евра. Во проценти, тоа е реализација од само 16,7%. Министерот за локална самоуправа Златко Перински потврди дека пресметките од нашиот примерок на општини речиси се совпаѓа со националниот просек. На ниво на сите општини, вели тој, реализацијата е околу 18%. Но не се согласува дека работите на терен одат бавно. Тоа е така заради тоа што најголем дел од проектите кои што се веќе завршени се оние проекти кои што се помали. Вие знаете дека постапката за избор на изведувач во многу зависи, се зборам временски, од вредноста на проектот. Помалите проекти многу побрзо можете да завршите постапката версус поголемите проекти. Тоа е првиот аргумент. Вториот аргумент е самата изведба. Помалите проекти физички за многу пократко време може да ги сработите на терен, отколку поголемите каде што се и носители или клучни за да си процентот на искористеност на средства биде поголем. Така да имаше и одредени предизвици во дел на градежни компании. Ова се околу 1200 градилишта и навистина е голем предизвик за македонските градежни компании да одговорат на ова побарување. Верувајте ми, процентот на искористеност на средствата само ќе расне. Во однос на вториот повик, Перински вели дека пристигнале 887 апликации. Во првата фаза се одобрени 828 проекти во вредност од околу 225 милиони евра. Јас очекувам да бидат до крај искористени средствата и ќе ви кажам зашто. Верувајте ми, ова беше многу масивна и гломазна операција. 887 проектни документации, да вие ги проверите, да видите дали во целост ги исполнуваат критериумите, дали во целост ги исполнуваат законите кои што треба да ги испочитуваат општините во рамки на процесот на градење. Верувајте ми, тоа е многу масовна операција и ресорните министерства навистина сработеа една многу добра работа затоа што цел овој процес го завршија, би рекол, за нецели 2 месеци. Со оглед на досегашната реализација на проектите од првиот повик и оваа сума од 250 милиони евра што треба да се реализира од проектите од вториот повик, како очекувате во следниве месеци да се интензивираат работите на терен, кога предстои период во кој што треба да се распишат и реализираат локалните избори, а има на различни нивоа законски ограничувања за трошење на средствата? Точно е така, самиот факт што оваа година е изборна година, можеби ќе биде дополнителен предизвик во имплементација и трошење на овие средства, но доколку општините после ребалансот, кој што очекуваме некаде да заврши до 20 овој месец, ги исклуча договорите со ресорните министерства и веднаш направат ребаланси на своите општински буџети, истите проекти ги препознаат во нивниот план за јавни набавки пред распишување на локалните избори, тогаш истите локални самоуправи немаат пречка да ги имплементираат овие проекти додека изборите траат. А останатите што нема да потпишат, што нема да го направат това? Тогаш тие ќе мора да го почекаат завршувањето на локалните избори, бидејќи тоа се законски одредби и тука ние не можеме да влијаеме. Иако има посебни правила на игра, очекувањата на министерот се индикација дека општинските проекти со владините пари ќе се интензивираат токму за време на изборите. А досега, сумирано, општините успеале да потрошат се на се 13 милиони евра, од вкупно 325, колку што владата вели дека одвоила за нив.